Благодарам на еден вид контрарепликите и не сакам да се разбереме погрешно дека јас лично сум против кодексите за етичко однесување во било која институција и за било кои функционери. И те како се важни, плюс што јас гласав за етичкиот кодекс за однесување на пратениците во минатиот мандат. Ако ништо друго, барем го имаме документот и на него можеме да се повикуваме кога има прекршување на истиот и сметам дека најбитно е да сме само свесни кога излегуваме на говорница и за искажаните работи. Многу пати јас имам доблест да кажам кога ќе погрешам во процедурите или во искажаните работи на говорница, што ретко кој во собранието го има, затоа што ја има таа доблест, затоа што не дека сум јас најдоблесна, туку се перципира говорницата дека трпи, пратеничкиот имунитет е тука да ве заштити и дека може се што да се каже на говорницата. Сметам дека сам по себе дека ќе допринесе за подобро однесување и посвесно, дека нема да допринесе, но и како е важно да имаме и да се, ако ништо друго во дадени ситуации, барем да се повикуваме на него. Инаку стандардите за борбата со корупција и криминал, сметам дека сме сите чинители одговорни за да работиме во таа насока. Дефинитивно дека после 111-тото место во криминал и корупција на државата, дека треба сите не само декларативно, туку на дела да покажеме дека сакаме да се бориме за тоа и сметам дека се воспоставуваат тие стандарди со санкции за сторителите на криминал и корупција и дека реформите треба да почнат токму од судството кое што е најдевастирано во државата. Без реформи реални во судството, не само проформа носење закони, затоа што ви кажав дека не е проблем да се донесат законите во собранието, работата е што ќе се имплементира од забелешките кажани, од јавноста, од граѓаните, од релевантните засегнати страни што се на јавните расправи. Многу поважно е кревање на свеста за криминалот и корупцијата и кога секој би тргнал од себе дека треба да имаме одговорност пред законите, без разлика дали сме политичари и високо котираме во функциите во државата, сметам дека тоа е најосновно, а потоа нормално добрите закони, но покрај добрите закони нивната имплементација. Накратко, не сакам да одземам време, ви благодарам.